класичен мегахерц. Ај, добар ден. Што би рекол колегата, твоите очи бакарлај кога ги гледам, целиот се намовнувам, срцето ме стега. Така е, Добар ден и од неговиот колега, драги слушатели. Денеска е 338-иот ден од годината или 339-иот, ако е престапна, ви израчунајте си сами. Има уште 27 дена, велиме, до истекувањето на оваа година. Значи, драги слушатели, ако минатиот петок беше тмурен, врнежлив, се извинувам, и црн, овој петок е светол и сончев. Немојте тоа да го препишете на нашиот гостин што беше минатата емисија. Тука поздрав Ердо, значи не беше до него дека времето е такво, просто така се погоди. Значи сега ќе имаме сончево и убаво време уште некаде 10 дена според прогнозите на мојот колега Атанас Атанасовски. Точно вчера кога се видовме во метеоролошкиот завод, Жарко, ти кога дојден или ние правевме испитувања на Зајчев рит, чисто проверувавме до како ќе биде времето. Јас ви ветувам дека наредните 10 дена времето ќе биде прекрасно. Вие што не слушате во вашите возила, што сте на автопатите, чисто да ве поздравам и не се чудете како знаеме дека сте на автопат. Така е. И еден специјален поздрав секако до нашата диаспора и до Мелбурн и до нашите верни слушатели. Поздрав Австралија. Значи денеска, драги слушатели, ние во студиото нема да имаме гостин, малку со Атанас ке ви читаме интересни теми и различни приказни за животот и некакви рецензии за филмовите што беа изминатава година актуелни и за некои представи. Така, чисто да кажам зошто немаме денес гостин. Господинот Леброн Джеймс вчера играше надпревар и не можеше да присуства. Ние пративме официјален мејл до неговата фан страница, но за жал не можеше да присуства. Така е. Си пративме ние official абер до него. Нема керозин во авионот. Да. Тоа е тоа. Сакаше да дојде со својот чопер, хеликоптер како што го вика, но исто така ништо не направи. Да, refrigerator. Фрижата. Значи еден огромен поздрав до сите камионџи кои што се во моментов со нас и до сите таксисти и до сите убави газдарици на автомобили. Така е, газдариците јас ги поздравам. Може некогаш експеримент да правиме да видиме кој од овие луѓе што стојат тука на семафориве не слуша. Да, значи доколку не слуша некој слободно нека излезе. Ете тој го смени радиото. Значи на правото место сме. Така е. Значи, драги слушатели, ние сега ќе мораме да одиме со малку джингл и реклами, со малку музиче од The Beatles и се враќаме во нашето студио. Beatles и на вашиот омилен мегахерц 96-иот. 0,0 комичен мегахерц. Аканакио слуши неа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Нашата пријателка комедија. Се враќаме во нашето студио свет на сијаличката колега Атанасовски. Да, ма нешто чудна тема во позадината, не знам, не сме нови. Но повторно се враќаме. Нашиот джингл. Комическа ева мегахерца, што би рекол Путин. Нашиот Путин, да. Така е, јас би сакал да ги поздравам сите убави дами, сите луѓе што денеска им е роден ден на 4-ти, така да ако се возите во такси и слушате ова радио и ние знаеме дека на вас ви е роден ден, не се чудете како знаеме, ние знаеме се. Денеска му е роден ден на мојот идол, драги слушатели. Фала ти, Жарко, да сте живи и здрави. Честите од нас. Денеска му е роден ден на мојот идол Jay-Z. Не, сериозно, тука ми даде дека хит на денот е дека е роден ден на Jay-Z, значи Jay-Z, Happy birthday, Jay-Z, motherfucker! Да го прочитаме репертоарот за месецот декември. 4-12 петок. Полека читаго, убаво полека. Имаме време. Еј, кафе ми донесе, ти благодарам. Да. Cheers. Пијам во тоа име. Значи, 4-12 петок за секого има по една, тоа е вечерва, драги слушатели. 5-12 сабота стюардеси. 7-12 понеделник представата Име. 13-12 недела пред премиера на новата представа на театар комедија Господарот на кукавицата. 14-12 понеделник премиерно Господарот на кукавицата и 16-12 среда нешто пропуштаме. Ви мадам, значи вие можете да дојдете да си ги купите вашите билети, можете да си ги резервирате на нашата фан страница на Facebook, само пишете театар комедија и таму можете да пишете порака, ќе ви одговорат од билетарите, инаку билетарите не се многу културни момци, можам да ги поздравам сега во овој момент кој секогаш се додуша денеска само еден билетар што ќе работи 24 часа, да го поздравиме тој херојски подвиг. Поздрав до нашите билетари, а вие можете да одите и да ги посетите ако сте тмурни и денот нешто не ви е во ред, ќе се јавите на телефонот 02-3111 9990. Нашите оператори го очекуваат вашиот повик. И таму ќе го добиете вашиот виц. Значи за еден притиснете. Доколку не сте задоволни од представата,
парите ќе ви бидат вратени во рок од 7 дена. Тоа не. Пари не враќаме. Пари не враќаме, така е, така е. инаку првиот и вториот ред ни се продаваат по ексклузивна цена од 150 денари, исто така и предпоследниот и последниот ред се продаваат за 150 денари. Сата побрзајте, одете, купите си ги вашите билети. Апсолутно да. Значи, драги слушатели, сега ќе ви прочитам нешто за кое што не верувам дека знаевте. Ова вака одиме, вика 10 интересни факти за Прага. Прага е главен град на Чешка и еден од најубавите градови во Европа, но знаете се за овој магичен град. Во Прага се наоѓа најголемиот замок во светот. Познатиот замок бил дом на чешкиот крал, председателот, дури и на римскиот император. Комплексот на замокот зафаќа преку 7 хектари земјиште, што го прави најголем ваков комплекс во светот. Дали ќе сакаш да читаш нешто од ова што ти го пуштив, да ги читаме еден по еден ти еден јас, за да не ти биде досадно? Еден, два. Тоа е првиот линк што ти го префрлив, драг мој колега Атанасовски. Да, инаку ликовите си ги префрламе на социјалната, не е социјална мрежа, на Viber. На Viber, да, си ги префрламе линковите. Што сакаш ако да читаме за Прага? За Прага, да. Јас го прочитав првиот факт и прочитај го вториот факт. Те молам, колега Атанасовски. Вториот факт е Прага е светскиот главен град на пивото. Да, бе, баш. Огромен број на туристи трошат илјадници тони пиво, а секој жител на Чешка пие по 163 литри пиво годишно, што е најмногу во светот. Прага е позната по практикувањето алхемија во средниот век. Магионичарите кои претварале минерали во злато, го докажувале својот статус во општеството кога властите ќе им одобреле државно финансирање. Сега студентите кои доаѓаат во Прага се нарекуваат себе си магионичари, бидејќи користат некои интересни работи за маги. Автомобилската марка Шкода. Абе, не се кажа, добро, е основано од Емил Шкода. А Емил подоцна се зема со една наша колешка Наташа, не е битно. И сега се... Артерија Емил Шкода. Да. Поздрав. 4 автомобилски... Што с докај сум, бе, брат? Ајде не само од 4 автомобилски марки кои можат да се пофалат со историја подолга од 100 години. Во 1951 година докторот Јарослав Скала Значи, Јарослав Скала ја организирал првата станица за трезнење во Прага. Неговите третмани се базирале на рутина, општествена работа, спорт и пеење антиалкохолни песни што викаат од режија Јарослав Скала организирал Скара. Да. Бебето Исус. Брато, ви да не се збуни или нешто да ги пишува. Читај да видиме. Зашто јас се вакви факти читам? Бебето Исус што се наоѓа во Прага е еден од најценетите христијански артефакти во светот, на кој му се припишува моќта на исцелувањето. Значи, ако сте студентка, одите во Прага и лете се. Во Чешка и особено во Прага има најголем број обележани пешачки патеки во светот, запамтете. Од 2002 година, годината 2002 лето господово, во Чешка има преку 38.000 километри вакви патеки. Градот Прага има повеќе прекари, меѓу кои се градот на 100 кули, Златна Прага, Магична Прага, Срцето на Европа и ИТН. Ова Итан е многу чудно, зашто не одговара Итан Хок. Што би рекле од режија, одиме со реклами, а се враќаме подоцна со останатите 577 факти за Прага. Чао. Силно светнал ден. Не, Жарко, не. Пардон. Значи вака, само 10-тиот факт за Прага не го дочитавме, вика вака. Не, ни важен. Чешкиот доктор кој работел во Прага, Јан Јански е првиот што ја поделил крвта на 4 крвни групи, уште во 1907 година. Значи, доколку сакате да ја дознаете вашата крвна група, слободно дојдете во нашето студио во петок од 12:10 до 13 часот. Јас и Атанас ќе ви одредиме вашата крвна група, драги слушателки. Слушатели. Добро. Да се наредат тука. Инаку минатата емисија дадовме Абер, кој ќе дојде ќе добие карти за наредната представа што вечерва ќе биде за секој има по една. И гледам гужва голема е. Се собрал народот, но немаме толку карти, жал ми е. Јас мислам дека има некаков митинг или нешто друго. Жив човек нема. Но тоа не е тоа. Значи вака сега. Значи си се лажеме дека некој не слуша. Океј, од сега ќе почнеме да кажуваме воени тајни, па ќе видиме дека ќе се развие ситуацијата. Ние веќе си го пиеме нашето второ утринско кафе по македонски, значи 12 часот помина, второто утринско кафе си се пие. Уживајте со нашиот комичен Мегахерц и вашиот. И вашиот, апсолутно да. Значи Атанас инсистираше да прочитаме 20 факти за човековото тело. Така, човековото тело е многу сложена структура, иако на многумина им изгледа кревко, поприлично е снажно. Човековиот мозок не е истражен до крај и не се знае како функционира. Голем број интересни факти за човекот се уште не се познати. Ова се најинтересните факти за телото и функционирањето на човекот. Научниците тврдат дека луѓето кои сонуваат почесто имаат поголем коефициент на интелигенција.
Затоа ја збори. Добро, сонот трае од 2 до 3 секунди. Од целиот кислород кој го вдишуваме драг Атанас во нашето студио, само 20% оди во нашиот мозок. Ти знаеш дека човековото лице се состои од 14 коски? Јас знам, ама дека и еден просечен скалп содржи околу 10-100.000 влакна. Значи мојот не е просечен скалп и содржи само околу 10.000 влакна. Така, Добро. најмалата коска се наоѓа во во увото. Во увото, така е. Така е. А дали знаеш дека забите полека почнуваат да растат 6 месеци пред раѓањето и се најтврд дел од телото? Не е тоа ти што мислиш најтврдо, значи забите се најтврд дел од телото. Види, просечен човек има околу 6 килограми кожа на себе. Така Значи, е. ако сакате да ослабите, не мора да Еве за држите тебе. диета. Еве Поздрав нешто. до сите убави дами што Поздрав, дами поминуваат убави. покрај нашето студио и другарките на убавите дами. Еве еден факт за Атанас и за колегата Илија Илиовски, слушај Илче. Мажите без влакна на градите имаат поголема можност да заболат од цироза. Така да, ама кога Значи- сакаме да направиме само еден чекор, користиме 200 мускули. Ама најголемата клетка во човековото тело е женската јајце клетка, а најмалата сперматозоидот. Е, па ете, гледаш, најголемо со најмало се спојува. Кај Така е. возрасен човек тежината на коските изнесува само 14% од целокупната тежина. Да, а полмочен меуре со големина на топче за бейсбол. Добро, не можеш други факти, неш 350 факти за телото да читаме. Ако ви интересува. Океј, постојат околу 20-то го читаме. Зове, Постојат дај уште 5 сежити се да ги да добро. читаме. Уште 5. Киселината од желудникот е доволно силна за да ја разгради жилет. Сепак немојте да пробувате да голтнете жилет, драги слушатели. Други работи можете да голтате како вода, јогурт и такви ствари за тоа што Сутлијаш. На храната и се потребни 7 секунди за да дојде од устата до желудникот. а на некои луѓе 7 секунди им се 3 парти покер. Покер, рецимо, Така можеш да ги изгубиш Како многу не, брзо како не, парите, како не. да. Црниот дроб извршува околу 500 функции, што Како правиш? ние во радиото што правиме, извршуваме 500 функции. Ножниот палец има 2 коскички. Сите останати прсти имаат по 3. Вау, како фактова ми го смени животот. Значи да умре овој- вчера, драги слушатели, денеска немаше да го разберете овој факт. А овој палецот на раката е иста должина со носот? А, да, знам и тоа. А пар стапала содржат повеќе од 25.000 потни жлезди. Аха. Добра, постојат околу 3 милиарди бактерии на секое стапало. И толку се фактите. Да, Вау! толку се фактите, 20-тиот добро. факт требаше да биде нешто бум, ама ете, исто како нашата емисија, почнавме добро, не еве како одиме, Како тонеме ќе и тонеме. завршиме? Ти си ко брод, што то не викаше на наша колешка Драга. Ајде повели. Со? Со театар одиме, нели? Одиме со театар. Рецензии за театар и за филм, драги слушатели. Така е, Жорко, само ако можеш ти да превземеш малку на кратко само да го најдам постот. Не, сакам да прочитам нешто интересно. Еве вака, јас ке, значи, драги слушатели, едни наши другарчиња отворија многу интересен факт, ќе направиме мала реклама, се вика cinema.mk, можете да си го лајкнете на Facebook и да си читате интересни статии. Еве сега ние ќе прочитаме една рецензија за филмот кој се вика Љубов. Му фали токму тоа, а и многу повеќе. Тоа е нов контраверзен филм. Гаспар Ноа. Гаспар Ноа, значи ќе прочитам многу малку, па вие гледајте го филмот и видете. Значи вика веднаш по најавувањето дека новиот филм на Гаспар Ноe ќе биде прикажуван за прв пат на Канскиот филмски фестивал, како и со откривањето на првиот доста експлицитен постер за филмот, се создадоа бурни реакции. Филмот ја доби својата етикета најконтраверзниот филм на годината кој не се срами за прикажување голотија и експлицитни секс сцени. Ќе остави белек на вас и нема да може да ве остави рамнодушни. За жал барем кај мене токму тоа го направи, ме остави многу рамнодушен. Повели го најде тоа што требаше да го најде за Да, го нашата најдов, драга да, колешка. нашата драга колешка, сакаме да ја поздравиме, доби награда, таа е австралијанка, но сепак е добра пријателка со Жарко, јас имав чест преку Жарко да ја запознам, таа е Така е. господја, господја. Господин Чек. Да, господин Чек, господја Никол Кидман. Да. Инаку пред неколку дена беше во Скопје, си поминавме фантастично во еден Многу од добро. нашите ноќни клубови. Освои најдобра актерка, награда зема за улогата во фотографија 51. Инаку таму таа ја игра DNA scientist или ДНК, DNA научник, така во Лондон. Инаку ова награда што ја добива е една од најстарите UK Longest Running Theatre Awards, што би дошло во превод, една од најстарите награди во UK за театар. Тоа, ете, сакавме да поздравиме Никол, ако не слушаш, шерни на Facebook дека не слушаш и Да, и малку промовира емисијата, како што ние те промовиравме тебе по скопските и македонските клубови. Ти текнува ли кога дојде прв пат колку беше изгубен? What Како is не, this да. чашја? Чашја, what is this, this old bazaar, what's mean? А кога Немој. прашуваше what is this лахмаџун? Ја, лах- Не, лахмаџун, злато, ама ајде, Да. окей, eat А дали лахмаџун. се сеќаш колку свежна на зборот трафика? What's трафика? Like traffic? Не и викам трафик, не сообраќајот, значи трафика како Да, да. смал продавница. Како
Бутка. Ѓубка, значи за сите фанови на господинот Џ.Р. Џон Рамбо, да знаете дека Рамбо се враќа со нова телевизиска серија. Мола? Драги слушатели, да еве и ти ќе свежниш на целиот муабет. Вика, по стекнувањето успехи во новата ера на серијалот Пардон, одиме уште еднаш. And now, ladies and gentlemen, Žarko Dimovski will go with... We are going with my radio voice. Постекнувањето успехи во новата ера со серијалот Платеници, како и враќањето во улогата на Роки во новиот боксерски филм Крит, Силвестер Сталоне е се уште присутен на холивудската сцена. Тој моментално работи на проект поврзан со франшизата со која што се прослави, имено се работи за новата телевизиска серија насловена како Рамбо, свежа крв, што резултира со тоа петто продолжение од Рамбо серијалот Рамбо последна крв да биде одложен на неодредено време. Джеб Стюарт, добро, нема врска да го читаме, значи за сите фанови да знаете дека Џон Рамбо се спрема за серија. А инаку не знам дали знаете за и ти дали знаеш за режисерот на првиот дел на Рамбо, сега режија, да, со првиот дел на Рамбо дека е режиран од Тед Кочев, кој што е македонец, значи американците го декларираат како бугарин, но тој си е нашиот македонец, да го поздравиме Тед Кочев, режисерот на Рамбо Кет, слободно проверете го и ќе видите. Така е, инаку актерот Џона Хил Канаѓанец, го знаете дебелкото што беше номиниран за Оскар, не дава автограми, едноставно се поздрава со тебе и во раката има визитка. Вау, колку е добро, тоа ме потсети на мојот колега Едмонд Сотир. И само да кажам дека пишува штото го сретнав Џона Хил и беше разочарување. Самиот тој ти дава таква визитка, значи комичарот Џона Хил, наш колега, поздрав Џона, ако го слушаш, можеш да шернеш, можеш да го прешернуваш од кај Никол Кидман ако него. И слободно ќе се договориме за тоа твое гостување, што сакаш да дојдеш да гостуваш во нашиот театар. Добро, значи вечер во представата за секој има по една, вие не смеете таа да пропуштите, а бидејќи представата нешто пропуштаме игра подоцна во декември. Така е, одиме со режија, повелете. Бесплатно емитување. This is how we fucking party. Прагма продукција ве поканува на најграндиозната електроденс журка 18 декември, петок, Метрополис Арена. За прв пат во Македонија, светската диџеј сензација и едно од најголемите имиња на електронската денс сцена, Rehab. This is how we fucking party. Билети по промотивна цена од само 300 денари преку продажната мрежа на Купи карти за се, Југотон и Розеберо 2. Организиран превоз од цела Македонија. Rehab, Метрополис Арена, петок, 18 декември. Конечно, Скопје ќе звучи моќно. Бесплатно емитување. Секоја недела од 10 до 12 часот Пакомак ви ја подарува најубавата детска радиоемисија Веселата дружина на Радио Слободна Македонија. За оваа емисија не е неопходен надзор на родител или старател. Радио Слободна Македонија. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
But now these days are gone, I'm not so self-assured. And now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Hello, I am The Voice, and you are listening Comic Megahertz. Ето така, Beatles бара помош од некој кој што не е тука. Добро. Така е. Значи повторно по инсистирање на мојот колега Атанасовски со овие фактите денеска ќе ме полуди. Ќе прочитаме 20 интересни факти за светот околу нас. Така. Значи вика вака, ова се само неколку интересни факти за светот кој не обкружува. За време на просечен животен век поминуваме повеќе од 6 години сонувајќи. Просечна личност... Ајде, можеш. Просечна личност заборава 90% од соновите 5 минути од кога ќе се разбуди. Деснаците во просек живеат 9 години подолго. Ова не е точно, обратно е. Значи леваците живеат во просек 9 години подолго од деснаците. Да се знае. Добро, секој ден вдишуваме околу 250 милилитри туги издувни гасови. Ти во моментов додека трае емисија вдиша 100% издувни гасови затоа што јас јадев графата нас. Ова е петиот факт за нашиот колега. Да. Ајде, прочитај го. Свети Валентин е денот со најголема стапка на самоубиство во годината. Аха, секој 8 пар кој минатата година се венчал во САД се запознале онлайн. Стварно? Па ете, така вика фактите, јас им верувам. Така. Во англискиот јазик не постои збор кој се римува со month. Пробајте дома и ќе видите за следната емисија доколку некој најде зборче што се римува со month на англиски, слободно нека дојде во нашето студио, ќе ни биде гостин. Најчесто име во светот Hugh Grant, 1 month. Hugh Grant, 1 pound of Grant month. Добро. Најчесто име во светот е Мухамед. Жирафите не можат да кашлаат. Секој од нас има ист датум на раѓање со барем 9 милиони други жители на земјата. Значи никој не е посебен. Точно. Кравата може да се качи по скали, но не може да се симне. Јас да не сум бил крава во претходниот живот. Што се многу интересни факти. Просечна личност се смее 15 пати во текот на денот, а вие со нас се смеете, драги слушатели, само во 1 час 30 пати најмалку. Сините очи се последица на генетска мутација, нашите дамнешни предци имале исклучиво кафени очи, значи поздрав до сите дами со сини очи. И со кафени очи, јас ќе кажам, а поготово до сите со зелени очи, драги мои слушатели, јас ги поздравувам посебно. Да, така е. На секој континент на земјата постои град кој се вика Рим. Бареве. Значи на секој континент на земјата постои град кој се вика Рим. Добро. Да, ова се факти на супер. Децата се раѓаат без чашките во колената. Значи чашката доаѓа после полнолетство, инаку претходно не чашката сме да... е додатна опрема, да знаете. И сите цицачи сонуваат, драги слушатели. Да. Значи доколку сакате убаво да сонувате, вие слободно можете да цицате и ќе си сонувате се што треба. Сите цицачи сонуваат, да, додека има мрак, ќе има изгре сонце. 10 цитати да, добро. Добро, значи вака сега, додека малку денеска читаме ние за филми за театар, еве за нешто ново во Македонија ќе ви прочитам сосема неколку реченици исто од сајтот Cinema. Значи вика дека за филмот 3 дена во септември Пеовски внесе свежина. Значи вака викаат нашите другарчиња од Cinema. Сосема непретенциозно, ненаметливо, ослободено од излишни елементи, од вишок диалози и монолози. Дебитантското остварување на младиот режисер Даријан Пеовски 3 дена во септември раскажува две навидум различни приказни на два спротивни лика кои во секоја наредна минута се испреплетуваат меѓу себе, полека преминувајќи ги рамките на личното, интимното, растегнувајќи се во еден поширок општествен контекст со умерен и незасилен политички подконтекст, станува моја, твоја, сечија човечка сторија. Совршено поврзувајќи ги елементите на класичната драма, меланхоличност, длабока емотивност и на трилерот како жанр, исчекување, блага доза напнатост која ве инволвира во дејствието и ве прави учесник. Значи можете да си го погледнете филмот, најверојатно во кино. Додека предложуваме филмови и серии, јас би сакал едно мое лично искуство. Мислам, вие сите знаете таа серија South Park, последната сезона ја препорачувам затоа што мислам дека си имаат надминато себе си и мислам дека е фантастична. Исто така ја препорачувам и серијата, цртана серија, исто така Rick and Morty.
можете да ја погледнете ако сте тажни, можете си ја пуштите, се кратки по 20 на минути одати, може да се изнасмеете. Повторувам Рик енд Морти за тие што праша што рече сега? Значи Рик енд Морти рече. А исто јас ќе се надоврзам за серијата анимирано цртано серивче се вика Цијанид. Тие се многу кратки по 3 минути филмчињата сериите, тоест значи Цијанид и е многу интересно. Исто така еве малку моја промоција за сите прилепчани кои што ме слушаат. Поздрав Прилеп, последниот македонец, филмот играно документарниот филм во кој што играв јас еве да се пофалам вечерва игра премиерно во Прилеп во како се викаше во киното Мис Стоун во 19:30 часот. Значи 19:30 часот киното Мис Стоун вечерва премиерно во Прилеп ќе биде прикажан македонскиот документарно игран филм Последниот македонец во режија на Илија Пиперковски. Поздрав Ило. Значи прилепчени вечерва ќе имаат можност да го гледаат Жарко во Прилеп, а вие скопјани ќе имате можност да го гледате во театар комедија во представата За секој има поеднака каде што го игра нараторот и Ромот. Ромот трубачот Грга Баци. Значи слободно дојдете кој сака нека ме гледа во Прилеп, кој сака ќе ме гледа тука во театар. Значи популарноста на Жарко е просто таква широколика и па кога се дружам со тебе Атанас, фала Богу ме препознаваат луѓето на улица. Тебе те препознаваат додуше, јас само мафтам, се правам дека ми е кул и тоа е тоа. Треба да информираат некои луѓе дека Мовембер заврши. Добро. Да. Вака, поздрав до си до ништо. Добро, значи ќе одиме со еден краток џингл, цигански џингл и ќе одиме со во светот на бајките. Значи денеска нема да има бајка, ќе има една приказна која што ќе прочитаме јас и Атанас. Доколку сакаш Атанас дојди тука да читаме нова ако ти е подобро, или ти од тука, јас од тука, па ќе одиме да ве свежниме со една многу интересна случка, вистинска случка на една дама која што ни ја пушти ова приказна да ја прочитаме со вас, да ја споделиме и малку да се посмееме. Гуци. Hi nigga, you know me motherfucker. I'm too crazy man. I would kill my own mama for $5 just to listen comic megahertz. You know? Во светот на приказните. Во светот на мајките. Еден ден запознав еден прекрасен господин и се заљубив. Кога стана јасно дека ќе се земеме, одлучив да престанам да јадам граф. Неколку месеци подоцна, на мојот роден ден се расипа автомобилот додека се враќав од работа. Со оглед на тоа дека живеев на село, му се јавив на мажми и му кажав дека ќе доцнам затоа што морам пешки до дома. Одејќи така попат, најдов едно мало кафанче од кое се ширише мирис на граф и едноставно не можев да одолеам. Бидејќи пред себе имав пат од неколку километри, предпоставив дека ќе се ослободам од сите нус појави. Влегов во кафанчето и за час средив 3 порции граф. Кога продолжив да пешачам, се потрудив да ги испуштам сите гасови. Кога стигнав дома, сопругот беше среќен што ме гледа и весело ми рече: "Драга, имам изненадување за вечерва." Тој ми ги врза очите и ме одведе на масата. Вау, седнав и токму кога сакаше да ми го тргне превезот, задзвони телефонот. Ме натера да му ветам дека нема да го тргнам превезот додека не се врати и отиде да се јави. А гравот кој го изедов се уште работеше во мојот стомак и притисокот стана неподнослив, така што ја искористив приликата додека да се врати маш ми да пуштам еден гас настрана. Значи, гас како гас. Не само што беше гласен, туку и смрдеше на ѓубре и твор истовремено. Ја зедов салфетката од масата и жустро ја бркав смрдејата. Потоа се наслонив на другата страна и си пуштив уште 3. Смрдејата беше полоша од готвена одстоена зелка. Решив да го слушам телефонскиот разговор од соседната соба и си продолжив да си се олеснувам во наредните неколку минути. Задоволството беше неописи. Опа, кога поздравувањето преку телефонот го означи крајот на мојата слобода, направив уште неколку брзи кружни движења со салфетката, за да ја раздувам миризбата и со чувство на задоволност и олеснување ја спуштив раката. На лицето сигурно го имав и најневиниот израз кога мојот маж се врати и се извина што се задржа толку долго. Ме праша дали сум дзиркала, но јас го уверив дека не отворив око. Во тој момент ми го тргна превезот и 12 гости кои седеа околу масата во еден глас викна: "Среќен роден ден!" А јас паднав во несвес. Значи ова е една случка, драги слушатели, која што ја посветуваме на гравот, а на гравот не случајно го одбравме затоа што денеска е петок, се пости и денеска се јаде гравче. Значи за сите кои што јадат гравче, внимавајте доколку ви е роден ден да не ве стават во соба полна со гости, а вие да си го пуштите вашиот вентилатор да ви дува. Значи сите што славите роден ден, избегнувајте граф. Така е. А најдоброто тавче гравче на светот го прави мојата мајка. Добро, така е, јас ќе кажев мојата мајка, но нема врска, сите мајки го прават најубавото тавче гравче, драги мои слушатели. Така, значи, ги поздравуваме сите мајки на светот.
Значи сега многу сериозно за сите што не слушаат, доколку имате вакви случаи интересни, приказни, можете да ни ги пуштите на нашиот мејл од Театар Комедија, кој што е како е Атанас? Нашиот мејл? Tino.Kostadinovski. Не, озбилно. Како ни е мејлот, не можам да видам сега моментално. Мејлот. Или нема врска, пуштете го на мејл. мојот профил на Facebook или на профилот на Атанас, слободно пуштете ги овие приказни и ќе бидат радо ќе ги прочитаме во нашата емисија. А од следната емисија исто така ќе почнеме со јавувања, па можете да се јавите и да споделите вакви интересни случаи од љубовта и Значи, од врските. следната емисија ќе почнеме со следната емисија. Така е. Значи да го повториме бројот на нашата билетара 3119990. Драги слушатели, сите представи започнуваат во 20 часот, немојте да заборавите, тоа е многу битно. Така е. Радио Слободна Македонија. И како што рекоа многу пати во песната, безвременските Битлси, се што ти треба е љубов. All Се you надевам need дека is love. на денешен ден вие ќе ја најдете вашата на улица, во автобус, во такси, на Или плоштад. било каде. А можете вечерва да најдете вашата љубов во Театар Комедија за 150 денари, од лица по 29 години и за пензионери. За нормалните 300 денари. За секого има по една. А некој може љубовта ќе си ја најде пред радиото на Слободна Македонија и ќе си ја земе со него и ќе замине. Значи вака. И стварно е. Прашање, зошто жените ја пресолуваат салатата кога се во циклус? Одговор, па бидејќи е така, ако не ти се допаѓа, направи си ја сам и така не ме сакаш. Добро. Вака вика, танцувам со неа синоќа, ја пуштам раката под незиното здолниште, чувствувам дека ме сака. Е како свати? Ами како да ти објаснам, си хранел ли некогаш конј со рака? Добро е. Добар ден. А вака, значи, германец се фали, вика, мојата жена е како лавица во креветот, французинот, а мојата е како пеперутка, македонецот. Па и мојата не личи баш на човек. Како тоа вика, тројца другари разговараат, вика кај идете за нова година или сега актуелно. Едниот Така? вика па вика лани вика бевме на Бали, вика сега ќе одиме на Малдивите. Вториот вика па ние бевме на Фиџи оваа година ќе фатиме Тајланд и третиот вика ние бевме на село, сега ќе одам да си ја земам жена ми. Добро е, не е лош вицот воопшто. Година дена без својата сопруга. Така е. Атанас, ти каде ќе оди за нова година кога сме на таа тема? Јас ќе одам, не знам каде ќе одам, веројатно на сцена. На Затоа сцена што ќе во бидеш, Театар да. Комедија најверојатно ќе имаме представа. Да, и ние сакав тоа да кажам дека за нова година најверојатно ќе можете, ќе имаме аранжман, карти, пакети, пакет аранжман да си дојдете да гледате представа за нова година и да си уживате со нас, ќе има и Така. алкохол, ќе има и цигари, ќе има и храна. Така е, значи Ова требаше за трач рубрика, добро. Ова е трач рубрика да знаете само. Да. Билетите се по ексклузивна цена од без пари. Најкраткиот вид за власите. Поздрав до сите власи без навреда. Вика, комшија дома си? Немам. Поздрав до сите убави дами од Ете, значи нашите од Вистина.мк и Република. Така е, се собраа нашите фанки, да не речем женски фанови пред нашето студио, доколку фаници, доколку сакате Баници. да ви продадеме, не да ви продадеме, да ви подариме Што да подариме? карта за вечерашната представа. Слободно влезете во нашето студио. Тука малку ќе си правиме журка, забава луда до максимум. А еве ги повозрастните нивни пријателки со децата. Да, со децата. Значи уште еднаш поздрав до сите таксисти, сите камионџи, поздрав до диаспората до Австралија која што не слуша, поздрав до цела Македонија која што не слуша на најразлични фреквенции. Оваа емисија, драги слушатели, и сите емисии од сега панатаму, од претходните две панатаму ќе можете да ги гледате и на YouTube по 2-3 сати по завршувањето на емисијата. Ќе можете да видите како јас и Атанас во нашето студио уживаме додека ја водиме емисијата, како се глупираме, што би рекол тој, што би рекол и јас, исто така ние уживаме, можете да не гледате и да ни ја зголемите слушаноста за да ние да си ги зголемиме нашите хонорари, драги слушатели. Многу мудро од страна на Жарко. Значи ова е мала помош од вас што ја бараме. Така е. Доколку сакате да живее овој наш комичен мегахерц, слободно направете го ова што ви го кажуваме, драги После ова слушатели. никој нема да слуша, неќе ме ние да живее овој Да. комичен мегахерц. Нека умре! Уште еднаш подсетување, вечера во Театарот Комедија е представата за секого има по една, може би сме малку досадни, но тоа ни е работата, мораме да промовираме. Драги слушатели,
Сега јас и Атанас полека ќе почнеме да си се одјавуваме. Исто така да кажам дека пред неколку дена имавме ние акција во нашиот театар, дарувајте крв и спасете живот. Во соработка со Црвениот крст од Скопје, донорите беа многу. Ние сме многу задоволни од нашата акција, ќе имаме се почесто овакви акции затоа што на многу луѓе им е потребна помош и ние сме тука и вие сте тука да им ја подариме таа можност да се спасат и уште неколку животи. Така е, а вие сега можам да ви кажам едноставно е да уживате во денот. Ако ноќта сака да ви биде уште повесела, повелете во театар комедија. Ние имаме представа вечер, за секој има по една, Венко Андоновски, текст, режија на Владлен Александров, може да биде многу интересно за вас, за вашите фамилии, за вашите дечковци. За вашите најблиски, да, доколку немате кого да донесете во театар, слободно земете некој од улица, поканете го, направете нови познанства, речете му, ве молам дали сакате да дојдете во театарот комедија, има супер акција, првиот, последниот, предпоследниот и вториот ред. Првиот, вториот, предпоследниот и последниот. Така е, значи можете да му речете има супер акција, 150 денари се билетите, дојди во театар да тоа не сам, па ќе се запознаете, па можеби нешто после пијачка, пица, мица, она, па на крајот пиченце што би рекле србите како сакате вие, крстете си го пијачка, пиченце и така натаму, затоа што има и луѓе кои што не слушаат во Србија, морам да зборувам вака, иначе камерите снимаат Атанас нашите реакции. После на YouTube секако. Едноставно не можам да контролирам некои реакции, инаку многу е мангупски да резервираш билет до тебе. Да, тоа е многу јако и да и кажеш кај идеме случајно те видов тука дојдете носам во театар, кога сме кај ова со пиченцето, еден виц да кажам од нашиот колега Тино Костадиновски, не ме потсети вицот ќе го кажам и таман ќе се одјавиме полека. Значи влегува зависник од хероин во продавница и вика ако може за мене еден сокич и ресани. Се извинувам соки. Значи, мораме да бидеме позитивни, мораме да се смееме, мораме да се сакаме, затоа што смеењето ослободува ендрофин е хормон кој што се лачи, ако не е хормон, немојте да ми замерувате, сепак ова е комичен мегахерц, мораме малку да се забавуваме. Значи, ендрофин е хормон кој што лачи хормони и што лачи радост, драги слушатели. Што лачи во режија не познавуваат. Хајмо ча, знаеш оној виц Штипјанецот кога бил во Сплит негде, не знам каде што се бањал, таму со Хрват и седат до пола, до појас во вода и му вика излегува Хрватот од вода и му вика хајмо ча, деме кајде дојде, вика Штипјанец вика јамо ча ти. Ова интересно има вакво во неколку представи што се на дијалект. Не, еден од Прилеп, значи бил на надпревар на Црвена звезда ова на времето порано и седел кај навивачите од Звезда и Звезда дава гол и некој со знамето мафта од Звезда и му рекол дај да бацим ту заставу и го пукнале од чотек. Значи тој мислејќи дека дај да не, те молам раскажи го тоа на граница што се случило со да, значи едни викаат од Прилеп, викаат други дека од Битола, не е битно, значи ужалена фамилија оди на 40 дена од погребот во Србија, значи во Прилеп и во Битола тоа се вика на пеење 40 дена, значи ќе пееме 40 дена или 6 недели на мртвиот и одат на кај Србија и на граница во Србија ги застанува граничарот, гледаат венци внатре, гледаат крстови, демек што е работата луѓе, кај одите вие и овие го гледаат, едниот му вика па певат чемо 40 дана и овој ги гледа вака збунети сите ужалени, па кој е тај певач човече? Значи тоа се тие работи. Исто интересна анекдота, некој од Битола велиме или од Прилеп пак ќе кажам бил во Црна Гора. И сега се нашол со некоја црногорка таму и лежеле на плажа и как само што легнале тој се качил као демек да почнат да прават нешто и таа му рекла немојте, молам, сакам малку романтика, не сум јас таква жена. Романтика сакаш, супер. Еве ти една звезда, еве ти уште една. Ајде. Исто така еден другар бил во Грција на одмор, ама англиски слабо и сакал да се направи нешто со некоја норвежанка и седат на плажа и сака да ја баци, да ја полюби и не знае како да дојде до моментот да ја полюби и само ја вика на англиски, негов глупи вика give me your language. Give me your language. Не е добро, супер. Значи, мораме да се одјавиме, веќе касниме со терминот. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 4/12/2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. За контраиндикации на лекот ја обратете се кај вашиот фармацевт. Ви благодариме што бевте со нас, слушајте македонска музика, гледајте театар комедија и уживајте во шегите на Атанас Атанасовски и Жарко Димовски. Најдете вашата љубов во театар ако не можете на друго место. Чао. Комичен мегахерц.